Немаат супер моќи, но имаат моќ да спасуваат животи. Го ризикуваат сопствениот за да спасат туѓ живот. Работат тимски и влегуваат во оган тогаш кога сите бегаат од него. Тоа се нашите пожарникари. Ги посетивме во објектот на противпожарната единица во автокоманда. Интервенцијата почнува со повикот на 193. Помогнете ни гори куќата, дојдете брзо, чувме од другата страна. За околу 30 секунди се најдовме во пожарникарското возило. Ја вклучија сирената и за околу минута веќе бевме на пат кон куќата што гореше. Адресата мораа да ја знаат сами, оти нема во сите автомобили GPS апарат. Никој не знае што ги чека овие луѓе во униформа на лице место и за нив секоја интервенција е посебна приказна. По евакуацијата на луѓето се гасне огнот. За да има успехи во тоа, освен искусен и квалитетен кадар, потребна е и соодветна опрема за да ги заштити пожарникарите, како и пристапен терен за да може пожарникарското возило да се доближи до 6 метри од објектот во кој треба да се интервенира. Униформа, шлем, ракавици, маска за дишење, чизми, психофизичка спремност и храброст. Тоа е опремата со која мора да располагаат. Според Законот за пожарникарство, Скопје треба да има 384 пожарникари, а единицата во моментов има само 210. Платите на пожарникарите не се многу мотивирачки и се движат од 18.000 денари па нагоре. Предизвиците и одговорноста што ја носат на плеќи се огромни, бидејќи пред нивните очи, освен што се гасне огнот, се гасат и човечки животи. Командантот Томевски вели дека искуството е најскапоцено, но потребни се нови и подготвени кадри и обновување на застарениот возен парк, на кој му се потребни нови возила, оти за старите нема ниту делови, ниту гаранција за исправност. Она што е неопходно е пополнување со нов број на пожарникари и за подобрување на просечната старост на вработените воено. Исто така е потребно подобрување на состојбата со возниот парк кој е доста застарен. Просечната старост на возниот парк е негде околу 32 години. Несовесните возачи по улиците, непрописно паркираните автомобили, лошо поставените жардинери, немањето хидранти за вода се само дел од проблемите со кои се соочуваат овие луѓе. Пожарникарите треба да се научници, бравари, оджачари, клучари, лекари и што ли уште не, за да може да ја пробијат секоја препрека додека стасаат до борбата со огнот. Бидејќи немаат резервна униформа, истата, мокра и валкана, ќе облечат и на следната интервенција. Веќе чекаат повик за нов предизвик. А делно тие предизвици се интервенциите во тешки сообраќајки, раце заглавени во машина за мелење месо, вадење давеници од вонди, отворање врата кон тишина во која многу пати се кријат страшни гледки од самоубиства, убиства и починати лица. Интервенции по кражби, заглавени лифтови, спасување животни качени некаде високо. На заминување, тивко си рековме. Се борат со огнот за судбините на луѓе што првпат во животот ги среќаваат, а никогаш не ги забораваат. Пожарникарите не испратија со апел до државата повеќе да вложува во заштитата на оваа професија, која за нас, откако ја видовме на терен и со своји очи, беше повеќе од пожртвувана и херојска.